Втор дневник на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Од утре, сите заинтересирани за проектот Купи куќа за млади ќе можат да се информираат во канцеларијата Купи куќа, Купи стан во Министерството за финансии. Пробие непристапниот пат до Брана Речани каде се влеваат Бела и Црна река. Од пролет ќе се интензивира изградбата. Трагедија во Штип. Пронајдено е безживотно машко тело на штипската тврдина Исар. Обдукцијата ќе ја покаже причината за смртта. Започнуваме со информација за проектот Купи куќа за млади. Сите заинтересирани од утре секој работен ден до 15 часот ќе можат да се информираат во канцеларијата Купи куќа, Купи стан во Министерството за финансии околу постапката за аплицирање и условите кои апликантите треба да ги исполнат. Од утре сите заинтересирани за проектот Купи куќа за млади ќе можат да се информираат во канцеларијата Купи куќа, Купи стан во Министерството за финансии. Луѓе од проектот Купи куќа, Купи стан ќе им стојат на располагање на граѓаните секој работен ден до 15 часот да им објаснат која е постапката за аплицирање и кои се условите кои апликантите треба да ги исполнат. Само 80% субвенционирана месечна рата или 100% покривање на учеството преку проектот Купи куќа за млади. Граѓаните до 35 години можат да откупат и градежно државно земјиште со почетна цена од 1 евро за квадрат. Нивниот пристап до сопствен дом е олеснет и преку бесплатните проекти за типски куќи кои неодамна ги промовираше Министерството за транспорт. Користењето на бесплатните проекти за изградба на куќа преку кои што се заштедува од 900 до 2000 евра за изградба на куќата од семејниот буџет на оние лица кои што сакаат да се стекнат со сопствениот дом. Последниот период ќе спроведеме една добра информативна активност преку која што ќе ги запознаеме сите потенцијални корисници кои што се многу, кои што влегуваат, ги исполнуваат условите кои што се предвидени со проектот Купи куќа, Купи стан, за да им ги доловиме конкретните модалитети. Корисниците на проектот може да земат кредити повисок од оваа сума, но субвенцијата ќе го опфати делот на кредитот до 50.000 евра. Сите средства кои владата ги доделува преку двата модела на проектот се неповратни. Условите за субвенционираниот проект Купи куќа за млади ги исполнуваат поединци до 35 години со приходи до 900 евра, како и брачни парови во кои барем едниот партнер има помалку од 35 години, а имаат вкупни приходи до 1300 евра. Инаку, само за еден месец од интернет страницата на Министерството проектите биле симнати 8400 пати. Аферата лични карти и понатаму е актуелна и без разрешница. Помеѓу запленетите материјали кај тројцата осомничени пронајдени се и незаконски снимени телефонски разговори на функционери, сместени во фолдер Заев СДСМ. Телевизија Алфа објави дека 70.000 незаконски снимени телефонски разговори на функционери биле скриени во посебен фолдер, именуван Заев СДСМ, на еден хард диск кој полицијата го запленила во фабриката за фалсификати пред неколку дена. Фолдерот бил креиран во септември годинава, период што се поклопува со потпишувањето на Пражинскиот договор, кога Заев се обврза дека сите незаконски прислушувани телефонски разговори ќе ги предаде на надлежните. Според Алфа, постојат индиции дека имало намери незаконско снимените разговори од македонски политичари да бидат продавани и во други држави. Инаку, Зоран Божиновски, кој се крие во Србија, а е обвинет во аферата Шпион и се бара со потерница, се пофали дека му биле доставени дел од разговорите. Истрагата потврдува дека првиот човек на опозицијата, Зоран Заев, исто како и министерот Оливер Спасовски, секојдневно бил на линија со осомничените од фабриката за афери, лица за кои постојат дебели полициски досиеа. Истрагата треба да покаже за што комуницирале и што всушност договарале.
Продолжуваме со регионални теми. Градоначалниците на општините Берово и Пехчево најавија значајни проекти за реализација во 2016 година. Во Берово, меѓу другото, ќе се гради кружна раскрсница, додека во Пехчево најзначаен проект е електрификацијата на локалитетот Равна река. Она што за општините Кучани, Делчево и изградбата на брана Речани и градска капела, тоа за општината Берово како приоритет ќе биде кружната раскрсница, како и изградбата на патот Берово-Абланица. Овие проекти како приоритет за 2016 беа потенцирани денес од страна на градоначалникот Драги Наџински. Проектот предвидува асфалтирање на коловозна конструкција со широчина од 3,5 метри, со вкупна површина од 2332 метри квадратни, асфалт, бетон АБ11 со дебелина од 5 см, под кој ќе се постави битуменизиран носив слој БНС 22 со дебелина од 7 см и тампонски слој со дробеник од 30 см. Изградба на патот Берово-Абланица представува реализација на втората фаза од проектот за поврзување на туристичката населба, а опфаќа изградба на патот од завршувањето на асфалтниот пат во близина на манастирот Свети Гаврил и се поврзува со постоечки асфалтен пат во туристичката населба Абланица во должина од 1650 метри. Меѓу топ 3 проекти чија реализација е најавена за 2016 во Берово е изградбата и реконструкција на атмосферската и фекална канализација. Проектот вклучува изградба на мрежа за атмосферска канализација во град Берово, проширување на секундарната мрежа за фекална канализација на Беровско езеро, реконструкција на главен колектор за фекална канализација лев и десен брег на река Брегалница во Берово, изградба на главен фекален колектор и доградба на дел од канализационната мрежа во село Владимирово, изградба на главен фекален колектор за населените места Пехчево и Чифлик и изградба на канализационна инфраструктура за населеното место Смојмирово. Во Пехчево пак како приоритет за решавање во 2016 градоначалникот Игор Поповски го најавува подобрувањето на патната инфраструктура, како и новата канализациона мрежа и електрификација на локалитетот Равна река. Улички, улици и тротоари во целата општина, значи ќе ги опфати сите села и Пехчево како град. Втор проект кој што е многу значајен и што ќе се случи во 2016 година е електрификација на туристичката населба Равна река. И трет проект, што исто така важен за граѓаните и за развој на туризмот, е канализација на туристичката населба Равна река. Можам да кажам дека првиот проект во асфалтирањето и улиците е некаде во вредност од 500.000 евра, вториот проект е во вредност од 600.000 евра и третиот проект канализацијата е 250.000 евра. Освен топ 3 проекти кои ги најавија за 2016, во наредната година најавија и реализација на останатите помали проекти од витален интерес за граѓаните на најисточните општини. Пробија непристапниот пат до брана Речани до местноста Мегдан, каде се влеваат Бела и Црна река. Со ова е овозможена изградба на објектите на браната, која ќе акумулира 20 милиони метри кубни вода. Целосно е пробиен патот до местноста Мегдан, до местото каде што се влеваат Бела и Црна река, наменет за пристап и користење за изградба на браната Речани. Одговорните на градилиштето вела дека целосно е пробиена трасата до профилот каде ќе се гради насипната брана, со што се создадени предуслови за отпочнување на изградба на објектите кои ќе овозможат акумулирање на 20 милиони кубици вода. Во меѓувреме е распишан и тендерот за избор на градешна фирма која ќе го гради овој капитален објект, а процедурата за пријавување е отворена до 21 јануари 2016 година. Со овие активности веќе напролет се очекува позначителна градежна офанзива за реализација на проектот, вреден над 32 милиони евра. Започнувањето на градежните работи и на патот ги охрабри граѓаните кои потекнуваат од околните мала и села, дека браната ќе предонесе за подинамичен развој на овој најслабо развиен дел од општината. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го распиша огласот за изградба на браната Речани. Според тендерската документација, браната треба да биде издигната до 2021 година.
Вкупната вредност на овој проект е проценета на околу 27,3 милиони евра. Влезот на овој свеж капитал во значајна мера ќе придонесе и за подобрување на економската состојба во Кочани и регионот. На терен е завршено пробивањето на патот со пропусти и дренажи, за што од владата на Република Македонија се наменија 3 милиони евра. Со проектот е предвидена изградба на подпорни зидови во должина од 840 метри, а патот ќе биде со асфалтна коловозна ширина од 4,5 метри со банкини и асфалт. Со акумулацијата речени ќе се реши проблемот за водоснабдување на околу 90.000 жители од Кочани, Виница и микрорегионот, како и наводнување на дополнителни површини кои што се предвидени за наводнување. Луѓето кои имаат своји имоти кои се простираат по бреговите на Вештачкото езеро се надеваат дека ќе пораснат цените на квадратен метар по основ на зголемен интерес за изградба на викендички покрај езерото. Браната ќе располага со чиста вода бидејќи низводно на Бела и Црна река нема индустријски капацитети и населби кои би ја загадиле. А се очекува развој на рибниот туризам и редица други дејности на и околу езерото. Рокот за изградба на највредната инвестиција во крајниот источен дел на државата е димензиониран на 60 месеци, а со незината реализација ќе се остварат повеќе стопански ефекти. Утринава во полициската станица во Штип граѓанин пријавил дека забележал безживотно машко тело во близина на стариот резервоар за вода на тврдината Исар во Штип. На лице место излезе увидна екипа на СВР Штип и јавното обвинителство, пошто е констатирано дека се работи за 40 годишен штипјанец Маријанчо Б. Телото е предадено на обдукција со која ќе се утврди причината за смртта. Следи крими билтенот на СВР Штип. Секторот за внатрешни работи Штип до надлежното обвинителство поднесе кривична пријава против 17 годишник од Делчево и 18 годишно лице, романски државјанин, поради постоење на основано сомнение дека сториле кривични дела, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори и кривично дело овозможување на употреба на наркотични дроги. На 20 декември годинава, по претходно добиена судска наредба и по претходно добиени оперативни сознанија од страна на полициски службеници, извршен е претрес во домот на првопријавениот во Делчево, при што затекнати се двете пријавени лица. Од извршениот претрес пронајдени и одземени се кафеави коцки, опојна дрога хашиш со вкупна тежина од околу 31 грам. Лицата се лишени од слобода и приведени во полициска станица, предадени се на судија на претходна постапка, од чија што страна изречена им е мерка на предпазливост, односно на првопријавениот одземена му е патната исправа, додека на странскиот државјанин одземени се лични документи. Ромското мало и понатаму значајна инфраструктурна точка за решавање од страна на локалната самоуправа во Виница. Деновиве асфалтирана улицата Македонска, а во посета таму беше и министерот без ресор Неждет Мустафа, кој најави повеќе пари за решавање на ромските проекти идната година. Асфалтирањето на улицата Македонска и поставувањето неколку подпорни зидови во ромското мало беше повод за нова посета на министерот Неждет Мустафа на Виница. Што се направи, а што е приоритет за следната година? Локалната самоуправа во изминатите неколку години има инвестирано околу 4,5 милиони денари во асфалтирање улици, поставување водоводни и канализациони мрежи, а последната инвестиција е заокружена деновиве со асфалтирање на 140 метри од улицата Македонска. Се наоѓаме на најновиот проект улицата Македонска, кое што вкупната вредност што беше одобрена од страна на министерот Неждет Мустафа е 1,5 милиони денари, со тендерската постапка падна на околу 1,2 милион. И еве сега ги правиме плановите за следната година во што би се инвестирало. Имам уште многу малку за да инвестираме во инфраструктура, односно во патна инфраструктура, па најверојатно следната година со 2 милиона денари што сега ги инвестираме, ќе продолжиме со изградба на патната инфраструктура во ромското мало и со цел да ја
да заокружиме целата населба, да фактички да нема неасфалтирана улица. Инаку општина Виница продолжува преку средствата од буџетот да инвестира и во други проекти, пред се во водоводна канализациона мрежа и најверојатно проекти што ќе ги предложат самите граѓани во ромското мало. И за жителите кои денес поставуваат нов подпорен зид, асфалтското решение е големо задоволство. Јас сум благодарен од градоначалникот и од целата општина што ми помогнаа и што го добро направија патот и ми помогнаа за подпорниот зид. Инвестициите кои значат решавање на најризичните инфраструктурни проблеми кои го отежнуваат секојдневното функционирање, продолжуваат со најава за поголема сума на средства во 2016-та. И остана од Виница уште само 2 крака во ромските мала каде што живеат и со тоа дефинитивно ставаме крај на улиците во Виница после 50 години да бидат сите асфалтирани како што се гледа денес на овој кадар со ивичнаци каде што немало тука вакви ивичнаци и вакво асфалт 50 години. Да ги информирам граѓаните дека од следната година веќе обемот на буџетот во декадата и стратегијата, особено во инфраструктурниот дел, најавам дека ќе биде троstruko поголем со тоа што најавуваме дополнителни средства од Европската унија на која што при мојата последна посета во Брисел веќе издоговоривме дополнителни буџетски средства кои што ќе се мечуваат со владините средства и со средствата на локалната самоуправа. Што значи дека веќе следната година многу пообемни ќе бидат зафатите таму каде што не успеавме да направиме поширок дел и пообемни делови на асфалтирање на улици со канализација и водовод. Од следната година тоа ќе биде една поуспешна стартна година. Ромското мало во Виница брои околу 1400 активни жители кои во моментот се овде, а најмалку 400 се на привремена или постојана работа во странство. Започна новогодишната еуфорија. Денес новогодишни подароци добија децата во штипските села Лакавица, Драгоево, Селце, Шашаварлија, Чардаклија и Врсаково, но и учениците од паралелката со посебни потреби во Кочани. Штипскиот градоначалник примариус магистер Илчо Захариев заедно со соработниците од локалната самоуправа ја продолжува традицијата пред нова година да дели пакетчиња за најмладите во руралните средини во општината. Денес првата средба ја имаше со најмладите во село Лакавица, каде што се бележи мало позитивно придвижување во наталитетот. Цениме дека пред нова година и пред божишните празници треба да ги удостоиме жителите и на немалите да им дадеме скромни поклони. Всушност нова година, пред и по нова година, вообичаено е да луѓето даруваат едни на други. Лично сакам да порачам дека ние не ги забораваме нашите жители, без разлика каде живеат. Денеска сме во Лакавичкиот регион. Во овој момент се наоѓаме во училиштето во село Лакавица, каде дојдоа и децата од село Пухче. И убаво е што имаме млади жители, убаво е што имаме деца кои се најмали. Лично мислам дека и пораката е да сите оние кои имаат повеќе од тоа што им треба, нека ги споделат тие вишоци со оние кои немаат. Значи да ги споделиме сите оние вредности материјални, едноставно да има среќни луѓе. Да кажам дека во Пухче имаме новородено дете, во Лакавица имаме новородени деца. За родителите на децата, денешната посета на првиот човек на градот е свечен настан, но и можност да се искаже благодарност за она што досега е направено во нивната средина. Јас се викам Фатиме Исмаил. Благодараме на градоначалникот Илчо Захариев што ни подари пакетчија на децата и ве посакуваме среќна нова година. Убаво да се поминете. Ние добивме 3 пакетчиња благодарение на нашиот градоначалник од Штип Илчо Захариев. Ова више ни стана традиција нели во Штип, што донесува вака на дечињата. Така да, среќни празници на сите, новогодишни, божикни. Во текот на денот градоначалникот Захариев додели над 100 пакетчиња на деца освен во Лакавица и во Драгоево, Селце, Шашаварлија, Чардаклија и Врсаково.
Традиционално, како и секоја година пред новогодишните и божикните празници, представници од компанијата Екопак Хит ги посетија учениците од паралелката со посебни потреби во основното училиште Малина Попиванова и им доделија новогодишни пакетчиња со што им ги честитаа престојните празници. Со овие пакетчиња, значи сакаме да им честитаме новата година, да им посакаме успешна наредна година, нели многу здравје, среќа и успеси. Екопак Хит успешно ја оценува соработката со училиштата од општината, додаде Костадинова. Ги едуциравме најмладите за правилно селектирање и рециклирање на отпадот и како да постапуваат со отпадот, се со цел да ја зачуваме нашата околина, нели да живееме во здрава и чиста животна средина. Ваква соработка со основните и средните училишта на компанијата Екопак Хит ќе продолжи и во наредната година. Министерството за одбрана на Соединетите Американски држави соопшти дека 6 американски војници загинале во самоубиствен бомбашки напад во близина на воздушната база Баграм во Авганистан. До нападот дошло во момент кога талибанските милитанти се обиделе да ја преземат контролата во провинцијата Хелманд, која се наоѓа јужно од Баграм. Ова е најсмртоносниот напад врз меѓународните сили во таа земја од август годинава. Русија предупреди дека секој потек на Европската Унија кој води до откажување од гасоводот Северен тек од рускиот Балтички брег до Германија ќе представува удар за Европа. Страните постигнаа значаен напредок во законските, техничките и финансиските аспекти на овој договор, оцени рускиот министер за економија Алексеј Улиукаев во Брисел, додавајќи дека станува збор за зачувување на европската енергетска рамнотежа. Проектот Северен тек 2, во кој се вклучени германски и холандски компании, како и руски Газпром, беше доведен под прашалник во минатата недела, откако Италија ја покрена темата околу проширувањето на економските санкции врз Русија. Речиси 1 милион илегални мигранти, од кои над 500.000 сирийци, пристигнале во Европа по Средоземното море од почетокот на годината. Ова го изјави вчера високиот комесар на Обединетите нации за бегалци Антонио Гутериш, а пренесува ТАС. На седница на Советот за безбедност на Обединетите нации, посветена на хуманитарната ситуација во Сирија, Гутериш посочи дека високиот комесаријат на Обединетите нации за бегалци спровел анкета меѓу 1200 сирийски бегалци, пошто резултатите потврдиле дека Сирија доживува огромен одлив на мозоци. 86% од испитаниците имаат средно образование, речиси половина од нив учеле во универзитети. Можете ли да замислите какви катастрофални последици ќе има ваквото масовно иселување по перспективата за обнова на Сирија по конфликтот, изјави Гутериш. Тој повика на итен преки на војната во Сирија и предупреди дека доколку подолго таа продолжува, толку потешки ќе бидат незините последици. Агенцијата за млади спорт и Сојузот на спортови утре ќе ги прогласат најдобрите спортисти за 2015 година. Номинации има во 10 категории, плюс 3 категории за училишни спортски постигнувања во средното, основното и високото образование. За прв пат годинава е воведена категоријата спортски амбасадори. За спортски амбасадор на Македонија ќе бидат прогласени Кирил Лазаров во Шпанија, Јошко Миленковски во Турција, Антон Дончевски во Австралија и Агим Ибраими во Словенија. Свеченоста односно доделувањето на наградите ќе се одржи утре во 19 часот во Македонскиот народен театар во Скопје. Ракометната репрезентација на Македонија денеска ќе ги стартува подготовките за Европското првенство во 2016 година во Полска, со промена во стручниот штаб на селекторот Ивица Обрван. Имено до сегашниот кондицијски тренер Анте Боик нема да може да помогне за време на овој циклус, а за негов наследник именуван е Кристијан Кајчевски. Станува збор за македонски стручњак кој е поранашен првак во карате, а во кој во изминатиот период е во САД и се специјализираше за работа за подобрување на физичката подготвеност на спортистите. Ракометарите првиот собир ќе го одржат денес во Скопје, а на него нема да присуствуваат Кире Лазаров, Борко Ристовски, Филип Миркуловски, Ацо Јоновски и Гоце Ѓоргиевски, кои ќе се приклучат на подготовките на 28 декември.
Ова е се во ова издание на Дневникот. Со нови информации се гледаме утре. Пријатна вечер.